Здраво, драги мои! Добро дојдовте на мојот канал. Погледнете ова премека путер погача. Овој пат ја правам со урда, а вие можете по ваша желба да ја направите празна или со некој друг фил. Изборот е ваш. Погледнете колку е мека и сунгераста. Се прави брзо, лесно, а за вкусот, кога ќе пробате, ги очекувам вашите коментари. А сега да започнеме. Најпрво во 250 мл млако млеко додаваме една кесичка квасец и една мала лажичка шеќер. Промешуваме. А потоа додаваме и 2 лажици брашно. И мешаме убаво. Оставаме квасецот да се активира. Во длабок сад ставаме 500 грама брашно, го додаваме квасецот, додаваме 50 мл масло, додаваме 2 јајца, едно цело и една белка. Жолчката од второто јајце ја оставаме настрана, бидејќи со таа ќе ја премачкуваме кората на крај. Мешаме убаво со лажица. И додаваме една мала лажичка сол. Тоа е се што ни треба за овој рецепт. Овде имам млака вода во случај ако е суво тестото. Вода не искористи воопшто, така да го префрламе тестото на работна површина, ставаме брашно и продолжуваме да го месеме со рака. Измесате го убаво тестото. Доколку има потреба, додајте уште брашно. Треба да биде меко, но да не се лепи за вашите прсти. Отприлика тоа би изгледало вака. Сега го префрламе тестото во садот во кој почнавме да го месиме и оставаме да се одмори 15 до 20 минути. На брашната површина и развлекуваме кората најтанко што можеме. И потоа премачкуваме со растопен путер. Од кога ја премачкавме убаво кората, го додаваме филот. Јас користам урда, не ставив многу, бидејќи треба дополнително да се расукува тестото. Доколку ви се допаѓаат вакви рецепти, поддржете го мојот канал, претплатете се и лајкнете го видеото. Тоа многу би ми значило. Сега се што треба да направите е да ја завиткате цела кора како ролат.
Набрашнете ја површината и дополнително со рака развлечете го ролатот. Внимавајте само да не ви се скине. Следно што треба да направите е да ја завиткате како полжав. Вака завитканата кора ја покриваме со фолија и ја оставаме да се одмори 10 до 15 минути, да би било полесно развлегувањето подоцна. Веќе е нарасната и е многу мека и воздушеста. Притиснете ја прво нежно со раката, а потоа расукате ја со сукало. Не треба да биде и многу тенко расукан. Ја префрламе на хартија за печење. Погачата ја префрламе во тавче со дијаметар од 32 см. Притиснете ја кората уште малце со рака. И сега пред печење потребно е да постои уште 20 до 25 минути. Погачата е многу убаво нарасната. Сега се што треба да направиме е да ја премачкаме со жолчката што ја оставивме. Еве како тоа изгледа, погледнете. Последно што треба да направите е да ја засечете оваа пита. Можете да ставите било какви семки од дозгора, јас користам само суси. Премна е за печење. Погачата ја печев во загреална релна на 180 степени, 20 до 25 минути. Се зависи од вашата релна колку пече. Покријте ја со хартија и со крпа и оставете ја да се излади. Погледнете ја колку е мека, а па колку убаво мириса вашата кујна, направете ја и ќе дознаете. Секако, кажете ми,